лажиче млеко. Кора од свежо обран морков. 3 капки масло. Другото во Елсинор ремолк. Макдонос. Нема Макдонос. Кимио. Голема дрвена. Камела. Кати овај карампуче. Ти знаеш дека јас во теглата за канела секогаш држам карампуче. О, мама мија. Благородниците доаѓаат. Што се спомене јадење секогаш е парфум. Легува, лај. Легува обалата Офелија. Inge c'è parlare nell'uomo che da ramoti. Легуваат кралот и кралица. Facilite! Chili! Oregano! Giumbir! Lovor! Копилено брзо. Мене душата ми излезе се да подготвам во точно определената секунда, а тоа гомно доаѓа кога ќе му текне. Ама принцот секогаш доцни, нели мама? Така е, ама и вчера задоцни половина саат. И ми го пропасти суфлето. Разбирате ли? Суфлето! Добре, не се нервирај. Суфлето. Секогаш прави така за да привлече внимание. Да, тоа е вистински екзибиционист. Баш така, мајка. И за да го нервира кралот. Да, и потоа кралот на кого му се нафрла на фроги. Фроги, ова ти мириса, фроги, ова нема сол, ова ти запекла, фроги. На тоа копиле, кога тогаш јас ти му одржам една лекција. Ама, и ние сме виновни, фроги. Да. Ние го разкаливме уште како дете. Така е, Кати, така е. Ама ако задоцни уште половина час, уште едно ремек дело на готварската уметност ќе пропадне неповратно. Диво прасенце,
накиснато во пац, 3 дена во дабова бочва, залиено со волшебен сос и испечено од гениозниот фроги. Кати, мислиш ли дека ќе му се допадне ова на фроги? Не! Има препечен шекер од озгора? Има карамела? Има чоколада? Има црешите? Кати, ти мене ме мразиш, Кати. Кој става цреши и чоколадо на диво прасенце, кој? Браво! Сега нема никога допре. Принцот пристигна! Разбирам траурама, па негово веќе. Дечката ми каже дека спие во црна нокиница. А пред да умреше, татко му барем носеше сиво. Ragazzi, che parlare, andiamo, basta! Ajde da poslušuvame, andiamo! Čekajte malko, kade je Grunter, kade? Grunter? Grunter! Што сте се развикала? Grunter! Ајна маса! Ќе јадам! Не ти, кретино, не ти, другите ќе јадат. А ние ќе им сервираме. Ама тука што се разбуде, кога си бил ти буден? Andiamo, Кати! Светице моја. Препечени петулички, со пупки од петунија. Палачинки во сируп од капини. Чекерчиња од голапчиња во желатин од француско грозе. Копани, скопан, петал. Сколоранци на скара о костен пире. Ситно сецкано пилешко. Mamma mia, cretino, che tornavo! Andiamo! Специјално за кралицата. Црвен јазик, тутан, камон! Ранчиња од голапчиња со кори од портокал. Жаки патачиња. Прасиња со карфио. Јаки од јагна шоколади. Фала му на Бога. Завршивме со предјадењето. Фала Богу. Завршивме со предјадењето. Фроги! Ој, Фроги! Фроги! Кати? Фала Богу! Завршивме со предјадењето. Што е животот? Што е животот? Животот е сон. Легнуваш, заспиваш, спиеш. Може би сонуваш. И токму тука е пречката, како што вели младиот принц, затоа што какви се соништа ќе не обземат во тој мртовечки сон. Кати! Грунтер! Пак ли спиеш? Грунтер, стоко една недоспиена. Треба да се сервира прасенце.
И? Фала Богу, завршивме со предјадењата. Браво, хајде сега да го сервираме прасенцето. Andiamo ragazzi. Lunter. Брик. Lunter. Погледне, тега оваја прасенце диво, како да заспало сред пролетна тревичка живо. Како да е оросено целото со пупки Парис. Кати, каде се пупките од Парис? Во теглата за ореви. Оревите? Во теглата за леблебија. Мама мија! Ке? Мама мија, значи јас сум ставил во сосом. Леблебија да ме знам, мама мија. Мама мија. Зошто ништо овако не е кај што треба? Зошто? Инге, што правиш ти? Матам шлак. О, мама. А така ли те учев? Така ли те учев да матиш шлак? Инге, раката треба да ти се движи бавно. Значи бавно. И треба да почувствуваш задоволство, Инге. Исто како кога се крева, разбираш. Значи маташ бавно, ама истовремено енергично. Значи бавно, енергично, бавно, енергично, бавно, енергично, бавно, енергично, бавно, енергично, бавно. Фраје! Немој да бидеш вулгарен, Фроги. Немој да бидеш вулгарен. Да, се надевам дека мајка ти таа искусна жена те вовела во тајните на сексот. Хамлет ме претекна. Хамлет ли? Да ме не се потресувај, тата, само теоретски. Во таа смисла принцот е безопасен. Зависи како ја гарнираш тортата. Стави повеќе цреши. Принцот е луд по Црешите! Принцот Мангупче едно малушке, кога беше мал, постојано се криеше под масата. Јас си мислев дека таму седи за да може да им цирка на жените под фустаните. Ама тоа не! Се криел за ненадење да скокне опит и ги земе црешите. Со благото го надополнува недостатокот на љубов. Инге, ка мама, а така ли те учев да го мачкаш? Инге, така ли се... Велат дека Хамлет сега се занимавал со црешата на Офелија. Со таа депресивна пегава глупачка. Пие само посен јогурт. И носи туники само за да не се приметува колку е дебело. Покојниот крал се надеваше дека ќе му стане сна. Не дочека кутриот. Покојниот крал Кати беше друга димензија. Каков апетит имаше? Најголемиот гурман во Данска. Појавењето секогаш доаѓаше, се сеќавате? Секогаш доаѓаше во кујната за да не пофали. Брависимо, Фроги! Ово беше фантастично, Фроги! Остана ли уште нешто, Фроги? И туку ќе ги излижеше тенчерињата. Душа од човек. И каков желудник имаше. Да, желудникот ти го однесе в гроб. Да. Од 16 препелички полнети со мети со джигерчиња. Само 3 остави. Ми рече да му ги сочувам за после вечерата и ете така си останаа таму и ден денес. Хајде да работиме. Каков крај? Да умреш од прејадување. Трпезата за него беше бојно полека. Да, зашто во кревет не го бидуваше баш огу. Кати бе? Ти кај знаеш? Кој, јас? Кралицата ми се поплакуваше, велеше. Стави повеќе меди ореви синоќа од 2 и успеа. Да. Кралицата изгледа има право кога ќе им го видам она килаво дете. А Клауди е вистински пастуф. Аман бе, Кати. Може да не бидеш толку вулгарен пред детево? Тато, јас сум слушнала дека кога ќе му зобрие крвта во главата, ги брка калуѓерките во манастирот. Анки, Ако и мушарите раскажуваат дека
скокали на кобилите во шталото. Затоа сега кралицата го надополнува постот од првиот брак. Да. Па тој брат сигурно не вриел од страсти, ако единствен резултат им е оној Хамлет. Принцот е во депресија. Не може да го свари мечиното на ово венчавање. Море, тој не може да го свари ни моето печено. Постојано се жали на мојата кујна, најдобрата во Данска. Умрете во главата дека ти го испрати татко му во рајот. Не јас, Кати, не јас. Лакомоста го испрати. И ако тоа гомно смета дека јас сум го потоморил татко му, што не дојде тоа да ми го каже мене в лице. Како маш со маш. Туку оди се околу и мрмори од него, никогаш нема да би е добар крал. Нити пак Офелија ќе биде добра кралица. Така е. Да, Офелија, многу е исконцентрирана. Искомплексирана. Тоа бе, мајка. Не, лаер. Тренира за турнирот по мечување. Не, тоа лаерте како пикче. Пикче, зашто не е син на Полонија, туку е син на тренерот по мечување. Дури бре личи на него, плукнат. Фроги! Иде! Ка? Аха, се! Не ни ручавте, мој благодарен ден, лаерте. Завинува, драга Кати. Багажот. Отпадува. Кати. Отпадува. Не. Значи не напуштате, а? Турнир? Париз. Јас ви подготвив една кошничка за попат. Подобро не, Фроги, за да си го форма. Подобро да не јадам. Офелија, Фроги, нека е. Фроги, многу е каде, Фроги. Многу да јаде, Фроги. Да јадеме последно време, само посебно. Да, и сега плюс останува сама, Фроги. Да, како сама, таткови Полонија сега тука, дај... Тој е премногу зафатен со другите. Не му останува време за Офелија. Добро, тогаш принцот Хамлет ќе се погрижи за неа. Не, Кати, не! За Хамлет Офелија е само забава, игра, тој си поигрува со неа, без милосердие. Немојте да зборувате така за принцот. Нели сте добри пријатели? Бевме, Кати, бевме! Извини. Го оставам на Хорацијо, на неговиот нов пријател Хорацијо. Времето се шина од својот зглоб. Вау! Фроги, времето... Кати! Иде! Благороден лај, бидејќи одите во Париз, јас сакам да ве замолам да му го дадете ова писмо на Пиеро, знаете, голем француски. Извини. Збогу, Фроги. Мам! Чао!
Им се допаднали јадењето? Да. Да. Кралот се послужи 3 пати. Кралицата има проблеми со линијата, но многу сакаше. Да. Дворските дами си ги лижеа прсти. Свештеникот го благослови Создателот на тоа божествено печено и на крајот Полони ја измака тавата со лепче. За ова живе готвачото, а? А младите Брик? Па, Офелија само си ги замрси образите. Глодаше коски, а од сосот не ни проба. Глупачка. А Хамлет? Кој? Хамлет. Принцот, да. Принцот проба. Джвакаше, голтна и... Заклучи дека е одвратно. Знаев, тоа копиле сигурно не е зачнато од благородното му семе на благородниот му татко, туку од некоја смрдлива плунка на некој смрдлив разбойник. Може би само денеска е индиспониран. Да. Во последно време го гледам, многу е блед. Да, блед е. Ќе му го свиткам ја вратчето него како напиле, да знаеш. Ќе го одерам како јаре ќе го одерам. Брик, кажа ли нешто друго? Брик. Да? Дали кажа нешто друго? Да, рече дека манџата ти мирисала на гнило. Што? Сигурно не си чул. Добра, Брик, Не. не си чул. Не. Многу јасно рече, вели, нешто е гнило во сосот дански. Ќе го убијам јас тоа црвче. Тој мене сака да ми избрка, тој ме мрази. Така е, Фроги, тој тебе те мрази, Фроги, тој сака да те избрка. Каде ќе најдат готвач како тебе, Фроги? Прави, а да му го одвака главчето да водам? Не, Фроги, не. Тато, сите кралски дворови се отворени само за тебе. Така е, Така е! Така е. Јас сум готвач. Така И моја задача е да готвам. Така е, Фроги, така е, но Хамлет рече дека со прејадување си требало да ги убиеш кралевите на Англија и на Франција, Фроги, а не кралот на Данска. Јас ли сум крив што татко му на Хамлет гнетеше како вол, а? Хораци! Меѓу небото и земјата има уште многу добри работи за кои нашата несреќна филозофија дури и не сонувала. Добра е, навистина е добра. А во која смисла е добра, мој принцу? Во секоја смисла, Хорацио, мој скап, во секоја. Јас мислам дека... Фроги! Долу! Фроги! Павлаката вчера ти беше скисната? Браво! Браво, Фроги, спасителу наш! Човек
треба да верува. Во нешто надреално. Може би во вештерки, во самовили, во духови, во призраци, во караконџели, Фроги, Фроги, дојди, еве го, ајде Фроги, Чоколадото, Фроги, ти мирисаше на лукина була. Миличка. Стави уште малку од цришите. Хораци, го видовте Хораци со битка на фосачи. Хораци. Принцу! Хораци! Што бараш во Елсино? Во Елсино? Дојдов за погребот на вашиот татко, принцу. Слушаш, Фроги? Дошол за погребот на татко ми, а присуствуваше на свадбата на мајка ми. Да, принцу, се тоа брзо се случи. Живееме во време на криза. Штедење, а овде во оваа кујна најмногу се штеди. Тоа што остана од погребот на татко ми, се притопли за свадбата на мајка. Зошто, Фроги? Зошто? Овде има нешто гнило. Има нешто гнило во Данска. Целото детство го помина овде во кујната, овде, таму. Неговите родители постојано приеми, балови, банкети и ние, Фроги, јас и ти го земавме да спие со нас во нашиот кревет. Така е. Јас сум крив. Јас, уште додека беше мал, требаше да го одерам како јар. Наместо да го думкам тука на колена и да го клацкам, требаше да го одерам и да го извртам на нажен, мака да го вртам, да го печам. Јас да му ја однесам тортата на принцот. Мислам, сигурно веќе си ги гризе ноктите. За принцот торта? Да. Торта за принцот. Да. Нема торта за принцот. Нема цвеши за принцот. Нема торта за принцот, нема. Веруваш во духови, принц, Сега јас, Фроги, ќе те натерам да видиш истински духови! Hamlet! Oh, my good Hamlet! Cast the benighted colours off, and let Tiny Eye look like a friend of Denmark. I beg you! Lay down
the world take note. You are the most immediate torture. Мил Хамлете, не треба вечно со спуштен поглед да го бараш својот доблесен родител. И знај, љубовта со која ти се обраќаме не помало од татковската љубов кон роденото си чедо. Oh, my good Hamlet, do not throw your mother's wish. I shall in all my best obey you, madam! Чудесен одговор на љубениот син. Хамлет, излегувај таму. Излегувај таму, веднаш да излезеш таму. И да престанеш да се муртиш и се да ми правиш за инает. Добро бе, мама, добро бе, сине, толку ли ти е тешко? Малку од малку да бидеш пољубезен со вториот ти татко. Ќе се потрудам, мајко. Ми вети, немој да почнеш повторно да ми правиш мајмунлаци пред народот, окей? Нема, мајко. Кај Хамлет? Кај Хамлет? Мајкино, леле, колку му е убава коќата на Хамлет. Леле, многу му е убава коќата, сине, бе, мамино, бе. Абе, опушти се малку, бе, сине. Абе, мрдни лево, десно, фати си некој девојче, Хамлет, ешто, мама не е на твои години. Мамо, бе, ме срамиш! Oh my God! I love you, darling. I hate you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. Okay, I hate you too. Mama, I love you. I Mama, I love you, mama. Мама. О, слабост. Твоето име е жена. Мамо! Грми, мамо! Мамо! О, Санта Лучија, Санта Мадре. Фроги, што е ова? Омлупот на стариот крал. Го соблеков на козел. Не е важно, не е важно. Ај, помогнете ми сега. Ако те приметат, ќе настрадаш, Фроги. Зошто го донесе мамата тоа? Да не сакаш со Фортенберг да војуваш, а? Кој да дојде на власт? За нас ништо не се менува. Ние сме тука да готвиме манџи, а не политика. Така е, но ако е потребно, во интерес на државата, готвачот решава и политички, и проблеми. Се сеќаваш ли кога му ставив рицинус на швейцарскиот амбасадор во Точно, Брюкселот? Фроги, точно. Ама им го насипам сојузот со Швейцарија. Амбасадорот, но бесен и посранциот. А сега ти пак ќе одиш во војна? Не, Инге! Јас сум готвач и моите војни ги војдам од кујната. Тогаш дошла од нас кема, Фроги. О, љубопитност името ти е, жена. Гледај, Кати, гледај, лучи. Хамлете, јас сум духот на твојот клет татко, осуден да плови во темнината на ноќта. Сака да го исплаши принцот и да се представи како духот од татко му! Браво, Фроги! Браво! Да, си ти нормален, Фроги? Пак ви детски работи на твои години. Како ви изгледам, а? Неверојатно, Фроги, предизвикувате стравопочит. Да. Ај, прошете малку. Леле, во профил најмногу личиш на кралот. Фроги, личиш на шпорет што оди. Да, овде ме стена во нозете нешто не подмашлено. Кати! Ајдете malo душа, дај ми малку од на мојна. My God! Ова е мојот маж! Лучија, само што ова требаше. А што се случува, ништо не верам. Ви не припадна. Кој бе? Кралицата, кој? Сега ме ебавте го. Што си се закачил ти во некоја мумија со Христа Божовник? Фроги! Башо ми се учи. Под масата. Епак не можам со тебе курата.
сум, да. Како влеговте, така припаднахте. Кати, се сеќавам. Сега се сеќавам. Пред мене стоеше кралот, мојот маж. Ама невозможно, кралот Клауди многу ретко Не, покојниот крал маж, мртвиот крал маж, во неговиот страшен оклоп. Тоа е невозможно. Молчи, глупачке, тој беше го видел. Сигурно бил неговиот дух. What? Неговиот, што? Дух. Ау, дух, господи, о мај гад, може ли дека почнав да гледам духови? Да, вие да, ние не. Го видов тука. А зашто тој смотан татко на Хамлет не си лежи мирно во гробот како сите мртовци, туку се шета горе-доле по замоков и плаши невини жени, а вие... Вие навистина не го видовте? Не, ваше височество. Не. Ама сме виделе други. Што други? Духови. Други духови. Во Елсинор. Вие не знаете. Елсинор е полн со духови. Еве, например, јас навечер кога одам да спијам, знаете, често го гледам девојчето на кој татко ја скина главата и ги извади очите внатре, стави клупци. Те молам, лошо. Пред малку рекичка за кралицата. Тоа Кати ме душа, ракија, да ги оставим мртовците на мира. Преклето шише другото. И тој Фроги 100 пати му рекол да не ја става ракијата од отровот за глувци. Молам. Многу е неуреден, ваше височество. О мај гад. Малку му е што ми го умре првиот ми сопруг, сега сака и мене да ме убие. Кајмето и мајонезот може да почека. Шу. Повелете, ваше височество. Thank you, my darling. Кати. Ова мириса на камфор. Кати. Ваше височество, ништо страшно, веднаш ќе го замениме. Каков шок. Само што го видов тој страшен оклоп и се ми се заврте во главата. Ево, пивнете си оваа ракичка. Благодарам, Кати. Колко е добра ракија. Домашна ракија, домашна. А има нешто за... И ние бисквити. Може бисквити. Thank you, darling. Многу се вкусни, може уште едно? Благодарам. Оклопот. Секогаш кога го носеше тој оклоп, се случува се нешто страшно. Да. Оклопот од секогаш беше баксузен. Може изгледа како вие. Што ли уште ке се случи? Ваше височество, дали ви е подобро? Да. Многу ми е подобро. Одлично. Ама, ќе се напијам уште една ракија. Ден, ваше височество. Кати, навистина, има духови во Елсинор. Да, ваше височество. Замислете, духовите не ремнаат соби. Замислете, ремнаат соба. Многу смешно, да, по сите овие проблеми што ги имам, само уште тој дух ми треба. Не, ваше височество. Полоние, ваше височество, полоние. О мај гад. Тоа дрта пагаре на секаде го има и се прислушкувани замоков. Еве се ношти. Работите си вие таму, работите. Сношти, додека си бев со кралот во постела, повторно го забележав како не шпионира. Среќа што Клауди кога е со мене ни гледа, ни слуша, си тера, си весла, многу е среќен. Развеси ми, ваше височество. Да. Повелете. Благодарам, мила Кати. Ва! Домашна ракија. Закон. Леле. Ох, леле, мајко. Ај, тој Хамлет. Главата ги ми пукна од него. И да, Хамлетот
секогаш бил проблематично дете. Да, Кати, да. Јас разбирам траур, а ова негово нема мерка. Еве, сношти. Сношти, Клауди убаво му кажа: Хамлете, сине, добро е што си кажен, ама и татко ти исто така го изгубил татка си, а и неговиот татко својот. Така е, сите татковци умираат. Да, баш така. Може и така да се каже, се што е живо умира. Сите ние ги губиме своите близки, ама не, како на цик да му зборувам, само повторува дека не сум требала да се мажам со Клауди, дека не го одобрува мојот брат. Човек понекогаш да се посомнева во неговата интелигенција. Седи! Баш така. Мила моја Кати, во последниве 2, 3, 4, 5, 7, 12 месеци човек и да се посомнева во неговата интелигенција. Што требаше јас да направам, мила моја Кати? Што? Тајно да се омажам за Клауди? Пајде ти се молам, па не сме веќе во средниот век. Јас, како што е ред, издржав 30 дена редовен траур. Пуст! Ништо, слушам. Потоа, мала свадба, без многу чалам и Хамлет, место да ми каже фала, тој му се зрнал на Клауди, како Клауди да е виновен за смртта на татко. Ајде ви се молам, па сите знаеме дека кралот умре од прејадување. Јес! Ако некој е виновен, виновен е готвачот. Јес! Покојниот крал имаше огромен апетит во кујната, во кревет, суша! И нормално дека јас почнав да забележувам дека Клауди ме забележува, но никогаш не го охрабрував. Секогаш се држев опашката подвиткана, сепак тој беше брат на мојот маж. Ај Клауди мора да се признае, успеваше да се воздржи. Петелот си го пушташе да кукурика по туги будишта. Кукурику! Кукурику, тебе ти пропеа петелот на Клауди кога Фроги беше на курс по француско готвење. Ало, ваше височество, ајде ми се молам што зборувате. Ајде, молам се, сеќавам додека мене кралице, бремена сука! Не, ваше височество, вие нешто сте се збркале. Јас за секој сум била верна. Верна сум била, јас сум верна на мојот љубен маж. Oh my God. Take it easy, make it mellow. Да. Што мислиш ти дека сум јас љубоморна, мила Кати? Па не сме веќе во средниот век. А јас како што е ред, издржав траур, се беше во ред, а и мене ни тогаш Клауди не ме беше важна, или? Не! Oh my God! Ти се плашиш Фроги да не дозна? Фроги is a dear little fellow, but he isn't very smart for his age. Фроги, ако не дознал тогаш, Фроги нема никогаш да дозна. Кој ќе му каже? Јас? Не, јас сум како цит першен на раки и нешто да... Вераш, ваше Навлезе нешто. Дај нешто. Остана уште Сливи, многу сакам сливи. Повелете, ваше височество. Напише ти малце, ај смири се. Наредба си е наредба. Ама... Кати? Тоа джаба. Okay, sit down. Повелете, ваше Sit височество. down. Sit. Good girl. No, thank you. Okay, well, first of all, my Aunt Angela once remarked that, Јако, зашто зборувавме Кати? За Хамлет! Хамлет! Еве сега јас кога се омажив за Клауди, логично би било Хамлет да се ожени со Офелија. Или со било која друга девојка. Сите девојки копнат да се омажат за принц, марш во кујна. Ама... Oh my God! Не! Што му ја споменам? Свадбата веднаш се прави наутрен. Просто човек да почне да се сомнева во работете си таму, ајде. Во неговите сексуални ориентации. Не. Да. Па не ли е влюбен во Офелија? Не, мила Кати, не.
Попрво би се рекло дека е влюбен во Лаерт, во братот на Офелија, да! Што мислиш ти, мила Кати, зашто ние го пуштивме Лаерт на турнир во Париз? Да го далечиме од Хамлет, да видиме Хамлет како ќе реагира срце на кино. Кати! Да, ваше височество. Работете ми е таму. Кати, не ли ти изгледа тебе Хамлет? Така малку, како? Да, со коса, со лакирани ногти. Не разбирам. Веднаш, ваше височество. Значи... Деветка. Ама, ваше височество, како да ви кажам, тоа е универзитет. Таму се сите момчиња. Не е чудо ако проработила деветката. Браво си, мила моја Кати. Секогаш кога се враќа од Витенберг, влечка по некој момче со себе, да. Прво беа Розенкранц и Гилдерстен, или Гилдерстен и Розенкранц, никогаш не разбрав кој е кој. Сега, овој одвратно скапиот Хорацио. За Хорацио јас гарантирам. Исправи се. Да се. Ама раката! Бога, не раката! Рата дека тоа неговата ја става на... Ваше височество, вие сигурно си имате работа. Да. Не, какви не. Ние кралиците не работиме. Не. Ама јас морам да ја завршам паштетата од дивеч. О мај гад. На Клауди секогаш по ручекот му се враќа апетитот за паштета од дивеч. Кати, мила Кати, врти опашке една. Ајде, гответе се љубов. Каде е Фроги? Под масата. Многу смешно. Животот е убав! Не. Животот за Данска. Така е. Наши сме. Не гледаш? Стој! Појде! Лозинката! Животот за Данска. Така е. Наши сме. Истите сме. Не гледаш. Гледам. Хамлет! Хамлет! О, клопот што цветска во ношта. Мислам дека е духот на кралот. И ти си пиел со мерната, а? Да. Оди спи, јас ке ставам. Добре.
О, да му еба мамата, да му. О, да му. Това ти е 2 ночи. Наместо аз си лежам во постела, на топло јас сврзнав нова кулова, а од принцот ни трајали глас. Часови минуваат, пиштат од ужас, а Хамлет нике го нема. Подобро смисли некој друго одмазда пред да настинеш. Еве, например, io puoi da potate lutare su fare a mangiare. Е манџаре, ти да замолчиш пачавро една. Ча. Хаки. Не разбирам зошто никој ништо не му кажува на принцот. Има морбиден карактер. И сите се плашат од него. Јас мислам дека треба некој негов пријател да му соопшти. Така, Инге. Тоа би можело да биде оној дрчен превртлив Хорацио. Па добро. Добро, Хорацио, оставете ми го мене. Така, Инге! Така е! Брик! Ајде на работа на труд. Брик, разбудувај се, немој ти да умираш од спиење како Грунтер. Ајде, оди најди го Хорацио и кажи му веднаш да дојде овде. Брик, кажи му дека сум сама во кујната и дека ќе му дадам нешто сладко да лапне. И јас би пробал од истото. Брик, изливај. Тато, Кажи. биди позади вратата. Јас ќе се обидам да го убедам Хорацио да го повика Хамлет, ако успеам во тоа ќе ти дадам знак. Добро, а каков знак? Еве, например, ќе кажам пред петалот да пробе. А тато, Да. што да подготвам сега за Хорацио? Бело брашно, бел крем, стапчиња од ванила и овој колач ќе го наречеме колач ала дух. Не, Инге, ќе го наречеме духовит колач. Значи шлак. Да. Го најде во белиот салон, играше карти со господинот Полонија, доаѓа. Инги, сконцентрирај се. Сте ме повикале, господице? Да. Па јас играв карти со благородниот Полони. Каков неподнослив човек е тој Полони, за секого би сакал да знае како дише. А сега! Пробајте од ова. Туку што станав од масата. А сега! Еден вистински кавалер не би смеело да одбие убава храна од убава жена. А добро, може ли прво да започнам со жената, а потоа со храната? А сега! Сакам да се заблагодарам со еден бакнеш. Шлак! А вие сакате шлак? Ово е посебен од Сицилија. Да. Добаре, има вкус на сонце. Така ми го чува само за семејството. Да, густо е, миризливо е. А сега! Таму има некој. Абе, тоа е Полони. Аполони? Добро, исчезна како дух. Вие верувате во духови? Јас сум бестрашен. Но понекогаш човек треба да верува во нешто надреално. Така. Може би треба да верува во караконџули, во вампири и најпосле да верува во духови. Дека пред некоја вечер на кулата се појави еден Го виделе Марсел и Бернардо. Ама тие двеца сигурно биле пијани. Тоа бил духот на покојниот крал. Го бара Хамлет и сака
Не ги Хамлет не се разговора со живи, а не пак со мртви. Слушај, мамо, наместо да зборуваме за некакви безтелесни суштества, дојди да те прегрне вистинско машко тело! Ке ни скреша! Видов духот! Добро, дали духот ви удри по главата? Да, духот ме удри по главата. Може ли да ми кажете, што точно правеше духот? Тоа беше духот на покојниот татко на Хамлет. И тој беше многу радосен и се го параше сина си Хамлет. Ајде се го одете на кула. Добро, може, кон кулата! Ајде. Да одам, веднаш, само ова да го кренам што го бутнав и веднаш одам на кон кулата. А вие се плашите. Не! Па направете го тоа за моја љубов, јас ќе знам да ви се одолжам. Добро. Значи, ако духот го повика Хамлет... Така. Да, знам! Ке го извлечам од леглото и ке му го пратам, а подосна ке се пикнам во твоето. Значи, Инге, кон кулата! Ајде се го одете. Ајде! Одете. Да, знам. Одете пред петелото, пропее со својот звонник и веднаш кула. Инге! Одам кукла поетична, но наскоро ветувам. Пак ќе се вратам. Инге, иста си како мене. Имаш талент, Инге! Нека имала некој талентиран да не го подое мевот. Каки? Ај не туку колди. Значи сега слушајте го планот. Кога јас ќе го доведам Хамлет полека овде на овој прозорец и кај кулата. И одејќи ќе му соопштам се што треба, тогаш ти ќе искукуригаш како петел. Добро. Како пред малку што рече Инге. А јас ќе се изгубам во темнината на ноќта. Фроги, ова не е шега. Така е. Точно така. Ова е многу посериозно. Шлап. Направете пат! Минува покојниот ви крал! Неволи ја очекува данската држава! Фроги, не навака. Темно е како во гроб. Од духот нема ни сенка. Каква сенка да пушне еден дух? Да, бе. Да. Некакви тешки чекори по скалилата. Слушате? На челата им испива пот. Кај виде под во мракот? Да. Хорацио стигнува. Духот го гледа. Духот му зборува нешто, Хорацио се смрзнува на местото. Духот пак му зборува нешто, Хорацио бега како... Не бега, отиде да го повика принцот. Некакви цупкања. Тоа мора да е Фроги. Ако настине и ако легне болен, само што тоа му треба. Чекајте. Слоѓа некаква жена во црн долг фустан. Тоа е Хамлет во нокница. Тишина, се среќават. Да, ете ги. Тивко. Татко, сакавте да зборуваме овде баш на кулава? Хамлет, ако некогаш си го сакал татко, одмастија неговата смрт, Хамлет. Јас не умирам од преадување, туку бев убиен. Убиен? А од кого убиен? Абе, види сега. Јас знам дека овде низ Елсинов се зборува дека причина за мојата смрт била мојата лакомост. И дека Фроги... Знаем дека Фроги намерно те има на... Добро! Тишина! Секи ти различен се слуша. Ме слушам. Значи, Фроги за мене беше повеќе од готвач, тој мене ми беше пријатен.
Тој ми беше брат. Чекам, лепо. И ти треба да го сакаш, Фроги. Много да го сакаш, не само да ги јадеш неговите сладки јадења, туку и неговото печено, неговите сосови, неговите суфли. О, мама, лиги ми течат кога ќе ми текне на тие земни наслади. Татко, полека, ако паднеш, можеш да умреш. Добре. Се колнам неговата кујна ќе биде почитувана, татко. Но кој? Кој е твојот убиец? О, син. Тој што денес круната на Данска ја носи. Клауди? Да. Твојот брат? Да. Мојот чичко сопругот на мајка ми? Да. И љубовник на многу други честни жени во Елсино. Ве слушам, татко. Раскажувајте. О, татко. Как си? Татко. О. Тој ден, по прекрасниот обед од препевички, кој ни ги подготви мене Фроги со таква љубов. Јас отидов во градината под старата врва да си дремнам малку, во очекување на вкусната ми вечера. И додека си дремев така сонувајќи на саканата ми Гертруда. Мама. Да, мајка ти. Тој мој лукав брат дојде и ми тури отров за глувци во увото си. Ете, тоа е вистинската причина за мојата смрт, се друго е лага. Значи, синко, ништо, ако си го сакал татка си, одмазди неговата смрт и жестоко казни го оној нерез и отчести ги сите жени, не, во Елсидор. Се колнам, татко. Ке се одмазнам, татко! Ке се одмазнам! Така е, синко! Татко! Одмазди се и во моје, и во името на жена ми, синко! Се колнам, татко! Здорова како го пакал! Мамо Ке се знако, одмазнам, татко! Одмазди се! Одмазди, синко! Вокар, татко! Врати го во чармица. Ова беше невкусна шега и ќе има последици. Вокар! Лошо пречувство. Многу лошо пречувство. Кати! Моја добра и сакана Кати! Принцу! Што има, принцу? Зборувајте! Од плочата на мојата памет ќе ги изфрлам сите непотребни максими, книжевни цитати и само твојата повела ќе свети овде, во книгата на мојот ум. Знам, принцу, разбирам. Тортата не ти се допадна. Нема повеќе зборови, Кати. Срцето ми е замрзнато. Вокар! Сега Кати ќе ти го стопли со чаша топло чоколадо. Веднаш. Вокар! Како ти е та навика да одиш по риболов во вакво време? Не си като тук. Фроги! Вокар! Вие, Фроги! Кој за татко ми? Сте биле повеќе од пријател. О, Фроги! Вокар! Подмазни се, Вокар! Откаде ви овде, принцу, во ова време? Нешто вознемирен сте. Кати, топло чоколадо? Топло чоколадо. Не сакам чоколадо. Од денес па натаму, моите мисли ќе бидат крвави. Сакам крв! Така е, принцу! Од
денеска филе и крвавите! Ах, судбо моја проклета. Добре дојдовте. Комедијанти. Добре дојдовте. Војасино. Среќен сум што повторно ве гледам. Пријателу, ти побелела косата од нашата последна средба. Вас ли ве гледам, госпогице драга? Не ве познав, извинете ми, пораснала брада. Црна и густа, а и гласот некако по-маженствено ви звучи. Како сега ќе ги играш хероините, а? Но што е? Тука е. Можете ли да го одиграте убиството на Гонзага? Вока. Или да научите на памет 12 или 16 стихови, што ги напишам јас. Би можеле, вокар! А тие, што ги играат шутовите, им забранувам да зборуваат повеќе од што е напишано за нив. Да, имаат обичај да се кикотат, за да развеселат најлошата публика во некој момент клучен за текот на представата. Тоа не е дозволено. И го открива само ефтиното самољубие на тие шутеви. Вокар! Нека е добре дојде на вашата прекрасна уметност во оваа провинција обвиена во сивило. Да, сега ве повикувам на еден вистински ручек. Кој ќе ви помогне подобро да глумите или не? Добри комичари имаат добар апетит. Вокар! Јаде се што ќе му подготвам. Насекаде ја фали мојата кујна, особено моите крвави пивтеци и фили. Приговор! Но сега го мрази кралот Клауди. Браво, Фроги! Браво! Дали си ти нормален? Не треба сега. На такво дете да му ставиш таква мисла во главата и тоа само затоа што има неосновани сомнежи дека Клауди ми бил љубовник. Така е! Јас не сакам многу туч петел да ми се шета по буниште. Сега ми е веќе доста. Знаеш со кого се спијат, дори ти беше у Париз? Знаеш со кого се спијат? Со моето скапано тело. Како? Затоа што мораше да работам и за мене, и за тебе. Фроги. Глумците доаѓаат. О, мама мија! Андјамо! Не ми е гарнирана гуската. Ајде, не треба да се гарнира глумците. Не ги интересира, тоа ги интересира само количината. Колку се потешки намаса, толку се полесни навцена. Андјамо! Какви светице моја!
начин. Чигерче на Прометеев начин. Шкембриња на Сизифов начин. Паштета од компир, судниот ден. Недопечен бифтек, ова е за Хамлет. Похован мозок на гениален начин и бубрези, бели бубрези на свински начин. Ришото, плачот на Мадона. Глава на убав начин, дробено срце на предавнички начин и зелена салата, завесата се спушта. Andiamo ragazzi! Брик! Приседува се. Тоски за кучето не оставија. Хамлет? Хамлет се нафрли врз тортата од бифтекот. Се нафрли врз бифтекот, прога тортата не ни проба. Загрижена за представата што следи. Представата! Само не ми е јасно како ќе играат после толку многу лапање. Па ако не лапа, нека има сили да играат. Говорат кралот и кралицата. Веле колку се убави. Колку многу се сака. Пијанот припилички, ала фроги. Фроги. Многу се најбов. Вечно те љубам. Сега малку те спије, да? Чекај. Грешка ли? Кој овој чуден човек? Нешто држи во раката. Круг! Седе круната. Дај го отрова! Стави го! Нагод! Фроги, разбуди се, Фроги, дај го пушти салата, пришла направи скандал! Кралот бесен особено на Хамлет затоа што тој ја прережира представата си замина прв. А затоа глумците се налапаа пред представата. Кралицата! Ето сега не соспила да ме нарече Роспија. Ваше височество, кој тоа си го дозволува? Од секогаш сум била бизниска дама во секој пом. Не, да се ме мирате, ваше височество, ќе ми се сложи. Само ми го точно. Овој Хамлет сигурно пак ќе настани од границата против мене. Да, токму тој Хамлет, тој ја сврте целата публика против мене, а јас дури не јадам за да се нашмикам како треба. Ама вие сте толку убава, вие немате ни потреба да се шминкате. Така е. Знам, Милафала, знам дека сум убава, но Хамлет вели дека ми порастале брата и бркови сум личела на војни. На мајка такво нешто. Ма тоа не е Боже. Не е познато. Мене, на една примадона. Не, немаш оправдување. Овој пат на вистина претера. Зошто? Немаш оправдување. Шш! Во оваа провинцијска дупка толку ретко имаме можност да се забавуваме. Ете, дојдо актерите. Можевме сите заедно да се насмееме, ама ти мораше се да растуриш со твојот помрачен ум. И знаеш што? Одвратна ти е косата. Представата беше реална, мајко. Јас не сум виновен што некои луѓе имаат свест богатство. А кој го преправил целото сценарио? Актерите ми кажаа дека си го прережирал целиот текст. Така, ајде да ги скрати неубавите реплики. Oh my God! Еве го травеститот! Немој си му го дал дури и мојот најубав устан со Жан Шарден и до оригинал!
да не го пропастам, ја носам копијата, а ти оригиналот си му го дал на овој изрод со влакна. Неверојатно, се личат како јајце на јајце. Молчи, глупичне, да. Како се осмелуваш да ме споредиш со овој травестит? Простете, ваше височество! Но што се однесува до женственоста на сцената, вие би можела да научите нешто од мене. Луѓето за да се уверат дали сум маж или жена, легуваат во гримионата за да ме допираат, да ме пипкаат. Да, ти само да чекаш да те допираат, да те пипкаат, да те допираат, да те пипкаат, тргнете ми го пред очи, инаку ќе го повредам фустанот. Да, како не можам да го гледам, I love you. Лошо ми. Леле, мене ми е лошо. Мене ми е многу мило. Колко ми е лошо. Мене ми е лошо. Дајте ми малко од мојата ракија. Кралот ќе одобри оваа посрана представа затоа што очекуваше дека ќе се насме. Не, тоа шеше преку другото шише и ти можеш да ставиш етикета. Повелете, ваше височество. Благодарам, Кати. Мој добра ракија. Домашна е, мама, ракијата одлична е. Хамлете, сине. Каква забава, мајка, каква забава. Се, само не комедија. И наместо да се насмееме, ти, помрачено едно ни заедно, ги натера овие голдари да играат некаква сторија за некој си таму што јаде 15 препелички, а потоа умира затоа што некој друг таму му тура таму нешто во увото. Тоа е отровот за глупци, мајко, отровот за глупци. Да, отров за глупци, како Клауди ме не збесне. Не се разбра тоа со отровот, концептот ми е во вода. Во вода! Шаш, се разбра тоа со отровот. Се разбра отровот, Клауди збесна, кога го виде фустанот. Што така стручно ми го соблекува секоја вечер кога си легнуваме, да, тој се најде лично навреден од карикатурата на неговиот идеал. Добро, како си можел да му дадеш улогата на кралицата на мене, на јас, на овој травестит со влакна? Сега веќе доста! Oh my God! Пипни ги, јасни! Пипни! Понеси се од росови пупни. Јас го инспирирав и самиот Шекспир! Тоа написа Јулија за мене! Види ми ги градите! Полека со фустанот, од Париз ми е фустанот. Добро, мајко, ве молам, смирете се. Мајко, ве молам, смирете се. Oh my God! Јас сум твојата мајка. Јас која се жртвував за својот неблагодарен син, кој нега сега животот ми го загорчува поради љубомора, Хамлет. Како можеш да ме замениш за овој педер? Мајко, ве молам, смирете се, мајко, ве молам. Ти доста цимолиш, ајде со перика тука ќе цимолиш, оди надвор цимоли. Како доста цимала? Од сега ќе ми дават само машки руки. Сигурно е клуша. Не, тоа е моја коша. Губи. Се ходам дека губим. Син глушец? Куче глушец? Не, со се се парат. Ваше височество, тоа е Полони, мртов. My God! Добро бре, син! Добро бре, мама, бре, до кога ќе правиш вакви глупости, бе, Хамлет? Абе, човек со тебе нема мира, бе, сине, бе! Уште мртов Полони ни требаше, бе, мама! Ваше височество! Yes? Крал нареди Хамлет веднаш да ја напушти Данска и да замине за Англија. За Англија? Зошто за Англија? За да го усовршиш образованието во некој англиски универзитет. Мамо, се договоривме во депресија, сум не сакам на универзитет. Море ќе одиш и ора ќе играш. Со Оро на универзитет. Сите на универзитет. После тоа што го направи, јас не можам повеќе да го разубедувам Клауди. Кати, соблечи го фустанот на оваа Јулија и дај го на дезинфекција. Хамлете, сине. Срцето ми го расцепи надве. Скапо
Horatio. Thank you, darling. Кати, ајде на работа и млечи и го пуста на слушна кралица да што рече. А ти престани да се лигаеш, лажи на кралице! Како да престанам да се лигавам, готова со мојата кариера? Ето, аде, мојле! Никој вече нема да се изложи дека меѓу твоите деликатни Петра ќе го најде оне што секој наш го посакува. Откаде пак ти знаеш? Денес многу луѓе се надеваат дека ќе видат токму ова, токму леле колку си силен од Значи, кон Англија, да, принцу, со Розенкранц и Гилдерст. А ти, пријателу, ќе дојдеш ли со нас? Епа, ако ми дозволите, принцу, повеќе би сакал да останам. Да ти дозволам или не? Тоа е прашањето сега. Но ете симпатичен си ми со узна да ти дозволувам. Но пишувај ми често. Збогум свету. Збогум мил мој Фроги. Збогум мила моја Кати, која секогаш беше понежна со мене од мајка ми. Ти никогаш не би го изневерила сопругот со маж како Клауди. А, кој знае принцу? Мила Инге, другарки од моите детски игри. Ако ја видиш Офелија, кажи да оди во манастир. Само таму може да и се решат проблемите. Збогум! Еј! А не те знам! Ама збогум! Збогум и на тебе! Зошто Офелија да оди во манастир? Затоа што љубениот ми принц полудува! Кати чоколадо! Долг пат ме чека! Збогум! 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 Збогум де? Зло го чека принцот, што он пак по чоколадото се врати. Зло го чека. Абе, ова Полонија е многу чуден начин на прислушкување. Кој веќе прислушкува од вратата на Ано? А што од природна смрт умре? Смртта е секогаш природна, пријателе. Природата не прави смртни. А, браво, Брик. Мудра мисла. Епа тогаш помогнете ми да го одведам. Каде? На вечера. Каква вечера? Не таму каде што тој ќе јаде, туку таму каде што ќе го јадат црвите. Ние гоиме животни за да се сгоиме, а се гоиме за да ги сгоиме црвите. Инге, ја го исполни ветувањето, ти си наред. Имам лошо пречувство. Ново лошо пречувство. До кралот на Англија, Лондон. Драг пријатели и почитуван крал, да го испраќам принцот Хамлет, син на жена ми и на предвреме починатиот крал. Црни кабрани ми прелетуваат низ главата. Му кажав дека ќе му помогнеш да си го соврши образованието на сорт. Но бидејќи тој покажува знаци на сериозно душевно заболување и стана опасен за себе и за околината, веднаш што ќе пристигне, нареди да го затворат во некоја добра лондонска болница и погрижи се оттаму никогаш да не... Излезе. Подпис. Клавди. Крал на Данска. Биес. Прави како што ќе правиш. Само што оваа ми требаше. I hope all will be well. We must be patient, but I cannot choose but weep and think they will lay him in the cold ground.
повеќе не се враќа. Напразно го оплакуваш безживотниот му труп. Хамлет? Хамлет. Сами на Хамлет. Од земните несреќи замина далеко. А јас? Дали може да го замерам со друг? Хамлет! Тој што е мртов повеќе не се враќа. Офелија, за да го подготвам јагнето, најпрво мора да го захолам, не може живо да го печам. Во секој случај не се мачеше. Танк. Во ковчег сам без покрив лежи. Каква болка, какви рани, над гробот поројот солзи тешки. Главе, с Богом. Нани. Ама не е гулаб, јагне е. И ќе биде многу вкусно кога ќе го испечам, прстите ќе се го излижете. Трепка, незаборавка, за спомен, земете пријатели и паметувајте. Одлично, ова може и рузмарин да замени, да. Седевче, во недела го нарекува Трепка Кроштевка. Седевчето се става во ракија, не е запечено. Еве ги зачините! Еве канделка, еве петопрст. Неколку гранчиња за тебе. И сакајте мјадошки. Не. Тие овена кога умре татко ми. Фроги, направи нешто, Фроги. Добро. Ова вака добро е? Добро е. Одлично. Да чува. Кој знае што не очекува понатаму? Така е. Бог да ја благослови вашата трпеза. Да. Фроги! Благодарно, Офелија. Ти се Макдоналдс да не ти се наоѓа случајно. Јас сакам Макдоналдс. Многу малку, колку да си направам густ напиток. Може? Јас ќе ти кажам каде има многу Макдоналдс. Значи, покрај потокот, од левата страна во лејата. Полно е со Макдоналдс, значи, многу има. Ви благодарам за овој добар совет. Да. Моја кочио. Добра ноќ, лејди. Добра ноќ. Добра ноќ, мила лејди. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Јас сум. Ваше. Работите? Работите вие. Јас не печам. Нема како печење, ваше височество, ви се молам, седнете вие како може. Благодарам. Ваше височество, да знаете за вечера што сум ви подготвил. Печен петел со сос од винци од лукче. Јаре во сос со бели тартуфи. Обратно, Фроги, обратно. Сето тоа го стимулира сексот. Те молам, Фроги, за Клауди треба нешто што ќе му ја смири страста. Не дека се шалам, мила Кати, ама по сите овие проблеми што ги имам со Хамлет би сакала малку навечер и да успијам. О мај гад, ја ми доште Офелија. Се шета ни замоков како духи нешто пеа. Не. Ваше височество, јас ја пуштив по Макдоналдс. Макдоналдс?
Запеченото ми треба. Ќе појдам јас во подрумот, ќе се вратам. Оди ти, Фроги, оди, јас ти помогнам на жена ти да и излупи компири. Ма не, ваше височество, дай го ножот, дай го ножот. Ова не е работа за на кралица. Дай го ножот, многу сакам да лупам компири. Да, и дај ми од она моето. Веднаш, ваше височество. И кога сме сами, викај ме Гертруда. Да, ваше, да, Гертруда. Ти благодарам, Кати. На здравје. Лупењето компири ме смирува. Добро е? Да, ваше височество. Мислам, одлично, Гертруда. Баш ти благодарам, мила моја Кати. Ако да знаеш колку ти завидувам на животот што си го живееш. Компирче, морковче. Мојот е толку комплициран, Кати. Приеми, церемонии, семинари, ама што да се прави, тоа е тоа. Јас сум кралица на Банска. Да, готово, спремна за пржење. Одлично. Да. И од сето тоа кралицата става по некој килце, ама ако Клаудија сака да ваква, мај гад. Мила Кати, знам дека една мајка не би смеела да зборува вака, но морам да ти признам нешто. Многу ми е болесно од како си отиде Хамлет. Многу. Морбидно беше да ја чувствувам таа негова приврзаност кон мене и тој негов продорен поглед. Не може пише. Не може пише. Ајде ги! Децава се заиграле малку. Oh my God. Well done, Inge. Coraggio. Принцо, ево Англија! Височето! Немам од дворите! Кати. И така се случи. А како? Врвеше покрај патот. Кој? Офелија, А да, еве тука. врвеше покрај патот и пееше. Во рацете држеше голем букет од Макдонос. Во еден момент Макдоносот и падна во водата. Таа во секој момент можеше да набере друг, но таа не. Таа скокна во водата, го фати и се удави. Благодарот на Офелија, Макдонос, точно на време. Излезам негде по некој мртов. Ама може би се уште е жива. Да пробаме со вештачко дишење. Среќа што мојот Хамлет земаше часови по пливање. Да, Хамлет плива како делфин. Боже, сега Лајр се врати, некој ќе треба да му каже за... My God! Хорацио! Сега не е време за тие физкултури, имај малку респект спрема умренат. Да! Мртва е! Не можам ништо да сторам, се обидов со се. Да. Мртва е. Да. Ете така. Уште еден погреб во Елсинор. Колкав стомак има. Напрегната е бременоста. Затоа носеше туники. Од Хамлет ли е? Не од Лаерте! Од брати, да! Никако не успева да ги воспитаат во тоа семејство, до големи ги оставаат да спијат заедно. Лаерт физикалец, ова ретардира. Сега разбирам зашто Хамлет ја праќаше во манастир. А да и во манастир, знаеш што треба да се стори во известни трудни положења, нели, ваше височество? Хамлет е можеби откачен, но е доста паметен и ја праќаше во манастир. Ајде на работа! Ајде! Извинете, ваше височество. Да, Хораци, во подрумче. Ајде, Хораци. И
Па така е, за се сум јас виновен, така е. Моја беше ракијата за Грунтер, мој беше сватанот за Полони, мој беше Макдоносов. За Офелија? Ајде, оди крши јајца и не туку дрндај! Ајде, Кати, оди крши јајца и не туку дрндај! Ајде, Кати, оди крши јајца и не туку дрндај! И јас треба да се подготвам за погребот, треба да му кажам на Лард, а треба очивачките да нарачам нов фустан, какви озборувачки се, о мај гад! Зашто мојот синор постојано некој умири, а носам црно? Ваше височество, Yes. несреќите се како цреши. Едната повлекува друга. Фроги, за вечер да подготви нешто полесно. На лажица, кашичка, супичка. Да, во драук сме, Фроги, во драук. Да, ваше височество. Синове, ти си Да не ходила! Супичка, кашичка! А моето јаре, а пекало печен, супичка, кашичка, су потвач, а не супичка, кашичка, не! Нешто е гнило во државата Данска. Принцу, седете! Зашто сте мокар, принцу? Родот да не ви твото на бе, принцу. Амлете, за тебе овде е опасно. Лајр ке сака да те испрати на оној свет. А Клауди сакаше да ми испрати во лудница. Писмото што Клауди ми го даде за кралот на Англија ми беше в джеб, но таму имав и чоколадо. И чоколадото се стопи, го искрина си печатот и отворив и прочитав. Клауди сакал до крајот на мојот живот да бидам затворен во лудница. Принцу, и вие што направивте ви, а? Точно тоа прашање си го поставив Хорацио. Да одам или не? И подобре е да не одам, си реков и се фрлив во морето. Но добре што плевате како делфин. За дене седен удавен е до... Оста. Кој е удавен? Видете, храброст, мил принцу, видете. Нашата прекрасна и благородна Офелија. Несреќен случај. И реков да оди во манастир. Принцу, загрижен сум за вашиот живот. Загрижен си за мене, Хорацио? Принцу Лајрд. Овој Лајрд ке сака да ве надене на мечот. Лајрд сака да се бориме? Да. Спремен сум или не? Принцу, најдобро е прво да се пресоблечете. Оти наместо во двобој вие ќе умрете од пневмонија. Тоа е прашањето, Фроги. Двобој или пневмонија? Пневмонија или двобој? Парче торта! Така е, принцу! Не! Предпочитам крвав бифтек од Фроги. Така е, принцу, ако има двобој, ќе нема супичка и кашичка, ќе има печено и сосови. Аудијамо, рагаци! Аудијамо! Ама рете, кралице, морам, така треба. Не мораш, не мораш. Не лизнувам дур него проводом. Лајрд, ова е за тебе. Правилата не дозволуваат пиење за време на двобој. Пиви ни малку, Лајрд. Ако вие пиете, јас ќе пијам. Со мечот наздрави. Епа, јас ке наздравам
во ваше здравје. Продолжите. Погодок во газот! Мајко, крварам или не? Хамлет, лошо ми е кога ќе видам крв. А кралицата припаѓа кога гледа крв. Ма не, изби многу рак. Дојди да не си го спркал шишето. Па најпосле ќе морам да ставам некаква етикета на шишето со отров за глупци. Отров? За глупци? Јас те погодив со мојот меч, Хамлете, а тој беше намачкан со отров за глупци и се вини. И јас те погодив со истиот лаерт. Кралот! И како е? Што има ново? What? Примете го ова, ваше височество. Се друго е мок. Престана да бие благородното му срце. Добра ноќ, мој принцу. Инге, телешките чигерчиња се готват на паре, а гускините се пржат. Горко ми е. Мене ми е многу горко. Ваше височество, вие нема да умрете, А, не. не, мила моја, кати, ние жените не умираме. Не, немаш теорија да умреме. Ние сме поиздржливи. Судбина. Кога ќе помислам, колку убав живот имавме, иако живеевме во провинција. Убав дом, убаво семејство, убави пријатели, семејство растурено од секс, од алкохол, од многу храна, од мешање на крвта, а највеќе од еден син. Интелектуален. Сепак, се беше многу убаво. Ваше височество, ми се моли. И сега? Што да правиме со се ова што го сготвивме? Што се случува? Што се случува? Одред на рицари! Сигурно пристигнал Фортинбранд! Па тие рицари сигурно по долгиот пат се многу гладни! Кати, среќа што бевме спремни! На Фортинбранд и на неговите рицари најнапред ќе им сервираме норвешки харинги со данско масло и Хамлет во пикантен сос.